Признај, кога поминуваше денес по улица и ја фрли мастиката, воопшто не ти текна да погледнеш дали има корпа во близина. Признај, кога играше видеоигри со убивање и војна, воопшто не размисли дека некаде во светот, во истиот тој момент, тоа е реалноста на некој момче или девојче. Признај, кога ја вклучи чешмата и ти се јави другарка ти, потполно заборави да ја исклучиш и воопшто не ти текна дека во истиот момент во Африка луѓето сонуваат за таа голтка вода која ти ја впрлаш. Признај. Признај, не се бројат сончевите денови кои доброволно ги имаш пропуштено заробен од електронските социјални медиуми. Признај. Признавам. Признај. Гајле ти е за загадениот воздух што го дишиш. Ти си принц, ти си принцеза. Јас сум принцеза. Некој друг треба тоа за тебе да го реши. Велосипедот ти представува само детска играчка, а на планина пешачиш само за да направиш селфи. Зошто? Која ни е целта во животот? Многу евра и долари? Парите не се јадат, не се пијаат, не се дишат. Гориме јаглен за да произведеме струја. Се рушат цели екосистеми за да се изгради хидроцентрала. А се што ни треба се зраците кои ги имаме во изобилство во нашата сончева земја. Да и погледнеме на вистината во очи. Ова е многу лошо. Кога ќе го решаваме овај проблем? Кога ќе застанеме на нозе? Кога е време за промена? Во иднина, што ако иднината е утре? Што ако та најмногу задутре? Што ако воопшто и не дојде? Некој друг треба да мисли за тоа, така? Твоите народени деца наместо мене? Наместо тебе? Зошто овие генерации да не паметат како уништувачи, а не свесни спасувачи? Земјата може да ни ги задоволи сите потреби, но не и јалчноста. Лицемерни сме. Сечеме дрва за да направиме пат. Сечеме дрва за да изградиме зграда. Дефорестацијата е број 2 за емисии на стакленички гасови. Сечеме дрва за да направиме хартија и на неа пишуваме. Не ги сечете дрвата. Тие се само дрва. Штета што ни го произведуваат кислород кој го дишеме. Ајде да ја погледнеме на вистината во очи. Да ја пронајдеме љубовта во нас и храброста и човечноста. Ајде да станеме подобри луѓе. Да, ќе боли. Ќе се двоумиме. Од многу работи ќе треба да се откажеме. Но со крајниот резултат ќе се гордееме. Животот, дами и господа, очајно сака да биде на наша страна.